Татковината се сака со дела, а најдобро се промовира преку спортот, културата, традицијата. Нему тоа одлично му оди од рака. Врвен спортист, теквондист, златно момче со лавовско срце, што од Олимписките игри од Токио донесе сребрен медал вреден злато. Добро утро, ова утро му посакувам на Дејан Ѓоргиевски. Дејан, добро утро. Добро утро и од мене. Како е ова понеделничко утро? Па супер, ете го започнуваме со некои активности, после тоа малце одмор, вечерта пак на тренинг и така, како и секое друго. Дејан, зошто теквондо и што теквондото значи за вас? Па теквондото, кога се запишав јас, тоаш бев многу мал, не имав некоја посебна причина, туку во основното училиште Свети Климент Охридски на голем одмор имавме презентација од теквондо клубот Бутел. Со брат ми видовме тоа како изгледа, беше многу атрактивно и решивме се запишеме. Ете, почнавме и останавме до ден денес да пишуваме историја. Како изгледа еден тренинг? Колку често тренирате и какви се условите во кои тренирате? Па тоа се зависи од кој период од годината се наоѓаме. Тренинзите се различни, тоа дали е теквондо, дали е кардио, дали е тренинг за сила, но тренираме најчесто секој ден, некогаш по 2 пати на ден тренираме. Ако е тренинг од теквондо, нормално се загреваме, почнуваме со техники, на крајот од тренингот може да направиме и да направиме спаринг, но тоа се ви кажувам во зависност од кој период се наоѓаме, дали е тоа пред надпревар, дали на припреми, така да секој тренинг може да биде различен. Во која категорија настапувате сега? Мојата категорија е апсолутна во тешка, тоа е над 80 кг олимписката, а светската е над 87 кг. Кон што ќе целите сега? Зашто се подготвувате? Што е следно? Нашата цел на Олимписките игри во Токио беше златен медал. Ние тоа го најавивме уште пред да отиме таму, но ете, тогаш донесовме сребрен медал, целта ни остана иста од следните Олимписки игри во Париз да донесеме златен медал. Моментално се наоѓаме на 10-та позиција на олимписката ранг листа. Првите 5 луѓе влегуваат директно. Останатите што нема може да се пласираат директно на Олимписките игри, ќе треба да одат на квалификации, така да имаме уште неколку месеци до крајот на годинава да успееме да собереме пони да се квалификуваме директно, ако не, ќе мора да останеме на квалификации. Како се подготвувате пред некој ваш настап? Што е првата мисла кога ќе излезете на теренот? Па, ние долго пред надпреварот, веќе ги знаеме скоро сите противници. Од прилика правиме ждребката, од прилика скоро пред секој надпревар знаеме со кој противник ќе се паднеме. И период пред надпревар ние си спремаме тактики за секој противник. Посебно така да некој ќе стигнеме веќе таму, ќе почнеме веќе надпреварот, тоа нас ни делува познато, бидејќи долго време сме се спремале за тоа и сме визуализирале како веќе да сме направиле таа борба. Да се вратиме на оној момент што влезе во спортската историја од Олимписките игри во Токио. Се вративте со сребрен медал, вреден злато. Која беше мислата, кое беше чувството кога го добивте сребрениот медал? Знаете како, тоа е едно посебно чувство, но како што ви кажав, ние најавивме дека ќе донесеме медалот таму, тоа веќе кога ни делуваше познато, но кога ќе се качите на пиедесталот, кога ќе стоите со такви земји околу вас што се буквално светски сили, не само во спортот, во сите сфери, тоа е едно посебно чувство ќе видите дека и нашата земја, дека Македонија е таму издигната во таква конкуренција со такви луѓе, со такви противници, тоа само може да се доживее. После тоа кога се вративме тука кај нас во Македонија, тој период мислам направивме нешто што до сега никој спортист не успеа да го направи, тоа ја израдувавме цела држава, ја сплотивме на еден период и нашата цел е тоа пред се да радуваме што повеќе Македонија со што повеќе успеси. Има некој настан, некоја ситуација од надпреварувањето што ви останала посебно осеќавање? Некој противник? Па, тоа е нормално Олимписките игри, сите борби таму ќе ми останат цел живот во осеќавање, бидејќи тоа е едно посебно чувство да стигнете во олимписко финале, тоа е, мислам, секој друг надпревар, секоја борба си ја ценам на еден свој начин, но борбите од Олимписките игри ќе останат на едно посебно место. Дали Дејан има свој спортски идол? Не сум имал никогаш. Како изгледа еден ден на Дејан? Секој утро може да биде различно.
како што ви кажав, зависи кој период сме, сега имаме надпревари следниот викенд, така да еве ќе кажам буквално за денеска, сабаља станав, имав дома некој тренинг, некој кардио. Сега да снимаме сила, после тоа ќе идам дома да одмарам, вечерта сме пак на тренинг и секој ден ми е различно. Зутре тренерот пак ќе ми каже што треба да правам, дали вечерта ќе имаме тренинг, дали ќе имаме сабаљи, така да секој ден ми е посебен. Има Дејан слободно време за дружба со пријателите? Да. Секако во овој период може да си најдете слободно време за све буквално, но има периоди кога сме во карантин пред надпревари, тогаш се фокусираме само на надпреварот и гледаме дружбата да намалиме на максимално ниво, да бидеме само фокусирани на тоа што ни следува, бидејќи тоа ни е најбитно од се. Кои се плановите, а кои се желбите на Дејан? Плановите ни се сега, како што напомнав на почеток на емисијата, да стигнеме да освоиме норма, да собереме што повеќе поени до крајов на годинава. Ако не успееме сега, ќе остане тоа потоа за на квалификации. Но со Господ напред здраве, сигурен сум дека ќе се квалификуваме пак, а желбата сега си останува исто од претходните олимписки игри, тоа да донесеме златен медал. Некои приказни имаат интересен проблесок, допираат длабоко во душата, го топлат срцето и се надевам дека и денешнава што ја раскажавме со вас беше таква. Дејан, посакувам уште многу успеси, награди, достигнувања и натаму да ја радувате и да ја држите цела Македонија на благодарам премногу и на посветеното време на оваа убава емисија, се надевам дека ќе се имаме нека следна прилика со нови резултати. Благодарам што утро беше гостин на Македонија. Благодарам јас.